Добро утро од студиото на Слободен печат. Денеска во рамки на соработката со Градска МК имаме министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Прво би ве прашала околу универзална сала. Знаете дека на Скопјани, па мислам дека и на другите граѓани, на сите им значи. Вчера имаше некои информации дека наводно ништо не се прави, ама за кратко видовме убави видеа дека куполата е ставена. Како удат градежните работи со универзална сала? Во овој момент во универзална сала во тек е првата фаза од реконструкцијата на самиот објект и точно што вчера го видовме баш символично представуваше и такво нокронисување на целиот овој процес, морам да кажам, кој што беше навистина долг и комплексен во однос на превземањето на ингеренциите, завршувањето на сите процедури и се она што значеше да привршување, односно продолжување со работата во таа прва фаза. Работите се одвиваат со поголем интензитет од неколку причини. Мислам дека од сите нив најважна е тоа што универзална сала навистина е многу потребна за да се врати назад во употребна состојба. Во тек е јавната набавка за втората фаза, односно за последниот дел од проектот за реконструкција. Јавната набавка е во тек и за реконструкцијата и за избор на надзор, односно оно што ќе го прави фирмата што ќе прави надзор врз објектот, што значи дека и тие процедури кои што се тековни, односно што ги превзедовме и предвидовме во програмата на Министерство за култура, се во тек. Веднаш по завршувањето на првата фаза сакаме веднаш да се продолжи со втората фаза, токму затоа го направивме тоа во период дури се работи првата фаза да завршиме јавната набавка со сите процедури како што треба втората фаза, за да немаме никаков прекин во работата. Знаеме, јас неколку пати кажав дека средствата се обезбедени преку буџетот на Министерство за култура, што значи дека и од правен и од финансиски аспект нема да има никаков застој и рокот што го предвидовме од 2 години ќе ни биде доволен за да можеме, односно 3 години се извинувам, за да можеме да имаме универзална сала завршена. Со ваквата динамика се надевам дека можеби, како што кажав ни неколку пати, ќе успееме и малку порано во информацијата на влада. Имаме ставено рок до 2027 година, меѓутоа доколку и успееме и порано, доколку работите се движат со оваа динамика, можеме да завршиме и порано, односно универзална сала да биде завршена и порано и да имаме целосно функционален објект. Друг исто така значаен објект кој што минатата или предминатата недела го промовиравте е надолго најавуваната обнова на училиштето во Љубојно за македонски јазик. Тоа беше навистина добра вест. Да. Таму кои се очекувањата кога би било завршено и на кој начин би се изведувале тие часови по македонски јазик? Да. Какви се плановите? Училиштето во Љубојно е предвидено со идејниот проект да прерасне во центар за промоција на македонскиот јазик и афирмација на македонската култура, затоа што не само што е важен објект, односно представува едно старо училиште каде што се образувале многу голем број дури од денешните лекари, наставници кои што живеат не само во тој регион од државата, туку низ цела држава, па и надвор. До толку што е доста стратешки и важен затоа што представува објект кој што е врзан со колективната меморија на сите во цела држава. Тој објект ќе представува центар за промоција на македонскиот јазик и афирмација на македонската култура преку разни видови на проекти. Еден дел од активностите на Советот за македонски јазик да се преместат таму. Вториот аспект е да се одржуваат семинари, едукативни семинари, часови во македонски јазик, за да може училиштето повторно на еден начин да го вратиме на онаа првобитна дејност која што имало. Минатата недела при посетата, кога јас сакав да видам како се движи динамиката исто така на работата, морам да кажам дека бев многу задоволна кога видов таму дел од локалното население кои што таму посетувале часови од прво деление и таму го примиле го завршиле, односно своето примарно образование. И ми е навистина драго што нивните очекувања пред се веќе остварени, затоа што како што самите кажуваат, тоа беше еден процес кој што многу долго се најавувал, меѓутоа јас и минатата година кажав дека таму мораше да почнеме буквално од сам почеток.
тоа училиште не постоеше во Агенцијата за катастар, односно не беше ниту впишано, затоа што после еден пожар, тоа училиште, самото снимање на областа се водело како непостоечки објект, па таму правило одредени пренамени. Општината Ресен започнала некој процес, меѓутоа пред 2 години тој процес застанал и моравме веќе ние тој процес да го превземиме. 1 година ни требаше за да можеме административно да го уредиме прво тој објект, па потоа да пристапиме кон идеен проект за тоа како би требало тој објект да изгледа. За реконструкцијата на старото училиште во Љубојно имаше и доста граѓански иницијативи, на кои што јас морам јавно се заблагодарам, затоа што секоја иницијатива даваше нова перцепција кон тоа како треба да изгледа тоа училиште, за што треба да се користи. И токму затоа, како што кажавте и ви, како што напоменав, тоа е замислено да има едукативен дел, да има галериски дел, за да може да се представи развојот не само на Љубојно на училиште, туку развојот на самиот македонски јазик. Таму ќе преместиме еден дел од дигитализираната датотека на Институтот за македонски јазик, која што меатата година заврши, а ја работеше Министерство за култура заедно со Институтот за македонски јазик при УКИМ. И таму е предвидено да се превземат еден голем дел од активностите кои што се занимаваат со афирмација на македонскиот јазик. Односно, тој објект, тоа училиште ќе биде достапно за сите семинари, како например семинарот за македонски јазик, литература и култура, ќе биде достапно за летните школи на Универзитетот Свети Кирил и Методи, за летните школи на Универзитетот Свети Климент Охридски, Универзитетот Гоце Делчев. Тоа станува еден дел од таа целина што е започната и во, еве да ја кажам малку просторно, пошироко со куќата на Блаже Коневски, каде што Советот за македонски јазик навистина имаше голема улога при исто така зачевување, реконструкција, обновување и прогласување на споменична целина. И потоа овој дел тука во Љубојно, што е навистина многу и стратешки важен, меѓутоа и сентиментално е поврзан со сите што живеат и што живееле во тој регион. При самата посета таму, кога започнавме да разговараме со жителите, откривме уште многу други потомци на денешни пратеници, на постари пратеници од претходни парламентарни состави, доктори, професори, академици, кои што своето образование го добиле токму таму. И со Љубојно, како што кажав, поминавме еден долг пат на започнување од буквална нула, меѓутоа сега сме во едно многу напредно ниво, каде што и таму веќе се започнати работите за реконструкција. Таму има еден подолг процес кој што опфаќа и дејности од заштита на културно наследство, затоа што тоа е заштитен објект, мора се задржи неговата автентичност, неговиот габарит, меѓутоа идејното решение за како внатрешно ќе биде уреден е навистина многу иновативен и проекцијата за завршување на Љубојно е до крајот на наредната година. И за тој проект се обезбедени и пари, завршена е јавната набавка, бидејќи е повеќе годишна, инвеститор се јавува Националната установа Завод и музеј од Битола, кој што покажа голем капацитет за изработка на вакви проекти и се надевам дека со завршување на тој проект ќе заживее и тој крај повторно, дека ќе стане една станица каде што навистина ќе биде посакувана, секој да го посети тоа училиште, затоа што вредно да напоменам дека недалеку од овој објект и црквата Свети Јорги во Курбиново, која што е исто така вреден споменик од културата, од нашата историја, од нераскинлив дел од развојот на оваа држава, и исто така и тој проект на тој проект е носител Националната установа Завод и музеј од Битола, што навистина мене многу ме радува, затоа што после многу долго време се обрнува внимание токму на тој дел. А со Курбиново, докаде се таму работите, кога се очекува реставрацијата? Курбиново се при крај, таму фасадата е веќе готова, тргнати се скелињата кои што навистина има, каде што навистина заврши многу критичен, морам да кажам, зафат, затоа што таму имаше проблеми со самите ѕидови, подпорни ձидови на црквата. На мое големо задоволство направен и патот до самата црква, кој што не беше во добра состојба, меѓутоа меатата година се поправи и патот за полесно се стигне до таа црква. Да напоменам дека таму работат Националната установа Завод и музеј од Битола и Центарот за византиски и поствизантиски уметности од Република Грција, од Солун, и со нивната помош
веќе при крај реконструкцијата, односно реставрацијата се извинува на дзидното сликарство и веќе се навлегува во втората фаза од реставрацијата на другиот дел од дзидното сликарство и од фреските. Паралелно во исто време со тој проект што е правен за реставрација на дзидното сликарство во Свети Ѓорги во Курбиново, се работи проект за тоа да го аплицираме во УНЕСКО за да влезе под заштита, односно на листата на добра заштитени под УНЕСКО, затоа што се работи за сликарство од еден период кој што е навистина многу важен и карактеристичен само за таа црква. После завршувањето на работите во внатрешноста на црквата, ќе се продолжи со доуредување на целиот простор околу самиот објект. Тоа е исто така еден процес кој што многу долго време се работи, каде што имаше одреден застој заради ковид кризата, затоа што не можеа да патуваат реставраторите од Република Грција, меѓутоа динамиката се надомести во овој период од кога веќе може да се работи и се надевам дека и таму со цела специфика на работите, со цела деталност и цела ажурност што ја имаат сите што се вклучени во работата на тој проект, и таму конечно ќе можеме за краток период да видиме одреден дел од завршените работи. Таа е достапна црква, може во неа да се види до каде оди работата, меѓутоа тоа треба соодветно да се најави нормално на институцијата која што е задолжена, за да не го попречиме во ниту еден момент процесот. Го спомнавте УНЕСКО. Имавме многу проблеми со УНЕСКО. Од претходната власт се влеча неколку работи, се решија некои работи, меѓутоа УНЕСКО ни зададе и некои задачи. Да. Што правиме со тие задачи? Дали се постапува, бидејќи одамна не сме слушнале до каде е процесот? Да. Па добро, еве, оваа прилика е добра за најавам дека веќе од утре во Охрид пристигнува и реактивната мисија, која што ни беше предвидена како една задача, кога во септември добивме извештај дека го задржуваме нашиот статус на Охридскиот регион, дека останува на листата на заштитени добра на УНЕСКО, меѓутоа следеа неколку чекори кои што ние мораше да ги направиме. Првата беше да поднесеме нов ревидиран план за заштита на Охридскиот регион, што ние тоа го направивме. Второто беше да донесеме нови измени во Законот за заштита, прогласување и управување на старото градско јадро на Охрид, и тоа го направивме, тоа е веќе во собраниска процедура. Оваа мисија е еден дел и е нешто што секоја земја која што е на таа листа, која што се гледа дека се бори со одредени потешкоти и проблеми, таа мисија доаѓа, изработува, ги посетува сите засегнати места, особено во овој случај Охридскиот регион, прави извештај и ние после тој извештај треба да реагираме, односно сите засегнати страни мора да ги известиме дека треба да исполнат одредени очекувања или задачи. Точно е дека ова е сложен процес во кој што не е само Министерството за култура, Министерството за животна средина и просторно планирање, тука се вклучени и општините, тука се вклучени институциите кои што се занимаваат не само од областа на заштита на културно наследство, туку и од областа на заштита на животна средина. И најголемиот проблем кој што беше наследен, морам да кажам, е тоа што од донесување на првиот закон за прогласување на Охридското старо градско јадро за заштитено во 2010 година, комисијата која што требаше да одлучува поднос на предмети кои што го тангираат тој регион беше формирана во 2018, односно 2019 година. Што значи дека тој вакуум од 8, односно 9 години беше навистина многу долг, и во тој период се донесоа многу закони кои што воопшто не се консултирани со законите кои што владеат, така да се изразам, во Охридскиот регион. Полека тие закони ги усогласуваме, што пак ќе кажам не е воопшто лесен процес, меѓутоа имаме некој напредок. Зошто го задржавме статусот во септември, односно зашто добивме позитивен извештај за задржување на статусот на Охридскиот регион во септември во Ријад на таа седница, затоа што беа препознаени напорите, односно работата на комисијата пред се, работата на имплементирањето на упатството, како треба да се прават детални и генерални урбанистички планови, како треба да се изработуваат и конзерваторски мислења, како треба да се изработуваат и самите цела таа документација која што треба да биде придружна во секој можен процес во овој регион. За жал, не идовме на несоработка од општините кои што се дел од овој регион,
на особено од општините Охрид и општина Струга. Оваа мисија која што доаѓа денес во државата ќе ги посети и двете општини и самите општини ќе мора она што нас долго време ни го даваат или не ни го даваат како информација, сега ќе треба да го приложат пред комисијата, пред мисијата се извинувам, и она што е многу добро, зашто ваквите мисии дури ние како држава многу пати сме ги поканиле на наша иницијатива, затоа што ќе биде видливо она што е на терен и ниту една од засегнатите страни во поднесување и изработка на тој извештај годишен што ние го правиме нема да може да биде избегнат. Односно, ако општина Струга вели дека нема дивоградби на нивна територија, мисијата ќе утврди нешто сосема друго и потоа ќе треба преку поголеми инстанци од општината да се делува. Ако општина Охрид каже дека отстранила 3 метални огради што ги сметала за дивоградби, тогаш самата мисија ќе утврди дали само тие 3 метални огради биле дивоградби во општина Охрид или има многу повеќе. Јас неколку пати повикав. Само да прашам претпоставам дека таа мисија дава извештај после тоа. Да. Тој извештај, да речеме, кој би постапил после? Тој извештај се враќа во државата, односно на Националната комисија за УНЕСКО, каде што сум јас председател како министарка за култура, и понатаму ние повторно заедно со министерствата, националните установи, општините, невладините организации ги задолжуваме повторно во одреден период да постапат. Тоа се покажа до сега еднаш како добра практика. Јас кога станав министерка имаше таква една мисија која што тангираше еден посебен објект во Охрид, каде што со помош на таа мисија достанува се заклучок дека тој објект не може да се руши, дека е заштитен и дека има специфики кои што при рушење и повторно градење никогаш не би можеле да се задржат или да бидат исти. Така да оваа мисија која што ќе биде присутна во Охридскиот регион неколку дена започнувајќи од утре па натаму, ќе има токму за цел да ја утврди фактичката состојба на терен. Там ќе ги посетат и општините, и министерствата, и установите. Сите ќе треба да дадеме свој придонес во тоа, тие тоа да го стават на хартија она што ќе го видат, со она што ќе го кажеме ние, и повторно како држава ќе треба да покажеме капацитет, односно да постапиме по она што тие ќе го донесат како заклучок. Бидејќи сме уште во југозападниот дел, да ве прашам и за Стоби. Во Стоби се инвестирани преку проектите за меѓугранична соработка над 180.000 или околу 180.000 евра. Слушаме често дека има вакви проекти. Може ли да ни посочите колку се искористени проектите, дали има интерес, на што точно Европската унија става фокус во проектите? Конкретно во Стоби, проектот е центар за посетители. Односно, ние знаеме дека Стоби како национална установа секоја година добива одредени фондови за истражување, бидејќи тоа е локалитет кој што секој ден при самата работа, вработените внатри археолозите и сите оние што доаѓаат во рамките на одредени проекти за размена, имаат нови, секој ден наоѓаат на нешто ново, некој нов податок, некој ново откритие, и ова беше нешто што беше на Стоби многу потребно. Мене ми е многу драго кога самите установи покажуваат интерес и капацитет за изработка на проект со кој што ќе аплицираат во европски фондови и особено кога тој проект ќе го добијат. Она што ние го видовме во Стоби беше навистина еден извонреден проект кој што представува не само центар за посетители, туку има и свој едукативен елемент. Стоби е секоја година носител на летна школа на студенти по археологија од цел свет. Мејатата година с која ги посетив имаше студенти од Бугарија, од Америка, од Канада, од Кина, и таа летна школа нив им е секоја година како тековна работа, односно тековен проект. И сега со овој центар за посетители тие ќе имаат простор каде да ги одржуваат своите едукативни семинари, своите работилници, што значи дека не е само центар за посетители каде некој ќе може да се информира пред да може да пристапи кон разследување на археолошкиот локалитет, туку таму ќе се преселат еден дел од работилниците кои што овој локалитет ги има во рамките на својата летна школа. Такви други проекти на кои што навистина јас сум особено горда затоа што покажуваат една друга слика и покажуваат дека Европската унија не се однесува само на слободно движење на граѓаните, туку се однесува и на зголем влог во културното наследство и дополнителни фондови за цела културна јавност.
Таков еден проект е исто така кој што ги користи Националната установа Завод и музеј во Битола. Еден од најпознатите по многу основи е проектот Смарт Култур, затоа што преку граничната соработка со Република Грција и со Република Албанија и општина Битола, односно Република Северна Македонија, се изработија неколку проекти кои што беа навистина многу важни за развојот на културата, особено во тоа подрачје. Како на пример се реконструираше пациото во Завод и музеј Битола како дел од тој проект, а како дел од тој проект е изработен музеот на Стерио Спасе во Република Албанија, што беше навистина многу важно за населението кое што живее таму и се доби навистина на важност не само од културен аспект, туку од економски аспект, затоа што таму имаше многу посетители и тој проект продолжува и понатаму да важи. Друг таков проект е кој што сега се во овие денови очекуваме да се потпише и тоа нека биде една мала најава, а тоа е за реконструкција на дел од парите се искористат за реконструкција на Домот за култура во Ресен, Драгитозија. Прв пат ќе се прават истражувања во Преспанско езеро и тоа повторно се ќе биде заедно со помош на Република Грција и мислам дека и Република Албанија ќе биде вклучена исто така во еден сегмент, што значи дека ваквиот начин на кофинансирање на проекти, ако на пример Смарт Култур целосната вредност беше 420.000 евра, 300.000 евра се обезбедени од самите општини, од самите национални установи со кофинансирање, тие потоа имаат можност да пристап до поголеми фондови. Навистина ми е драго кога националните установи ги препознаваат ваквите начини на финансирање, затоа што тоа е она што цело време го зборуваме дека таа е целта на полноправно членство во Европската унија. Ако сега имаме можност до вакви фондови да пристапиме, можеме да замислиме до какви поголеми фондови ќе може да пристапиме кога ќе би биле полноправна членка на Европската унија. И ми е драго кога постојат тимови во самите национални установи кои што ги препознаваат можностите за финансирање со странски фондови. Исто така, во Стоби има инвестиција од пред неколку години од Амбасадорскиот фонд на Соединетите американски држави, а знаеме дека со тој фонд се реставрира и споменикот на слободата во Кочани, дека во 2003 година таму се преку Амбасадорскиот фонд се вложило и во Кокино, во обсерваторијата, за да се уреди тој простор кој што понатаму нас ни дозволило во 2006 година Кокино да го ставиме на тентативна листа на УНЕСКО. Што значи дека секој дополнителен фонд во културата ни помага, но и ни ги отвора хоризонтите за како да вложиме понатаму во културата. Јас исто така ги охрабрувам сите да се вклучат малку повеќе да учат од своите колеги од како да се направат такви вредни апликации за финансирање со европски фондови. Во Министерство за култура постои програмата Креативна Европа. Можеби така се изразам најпознат производ од таа програма е оркестарот Феймс, кој што навистина е многу присутен на музичката сцена и морам да напоменам дека исти такви фондови за кофинансирање преку Европска унија постојат и за филмските работници. Ние сме во фаза на подготовка на последните детали, ги усогласуваме со пилот проектот на Евроимаш, каде што преку учество на државата филмските работници ќе можат да дојдат до фондови за снимање особено на серии со одредени копродукции кои што ќе треба да ги направат, кои што јас знам дека тие веќе имаат тоа како контакти, бидејќи имаме доста квалитетно производство не само на филмови, на документарни филмови, на кратки филмови, туку и на серии, што значи дека со самото учество на државата сите имаат пристап до одредени фондови во својата фела и тоа е навистина еден позитивен пример кој што треба да го следат и како овој на Стоби, и како на Смарт Култур, и како на Амбасадорскиот фонд од Американската амбасада. Минатиот пат кога ми бевте гостинка во Слободен печат, законот за македонски јазик не беше уште изгласан. Сега е изгласан и кратко ако може да ни кажете дали е во процедура, дали имаме доволно лектори, бидејќи тоа беше најголемата дискусија, немаме доволно лектори. Тоа беше најголемата дискусија, морам да кажам дека имаме досега, според она што го имаме во Министерство за култура како податок, имаме 484 лиценцирани лектори кои што ги добиле своите лиценци од почетокот кога се воспоставил тој испит за
лиценцирани лектори до 2015 и од 2017 наваму. Зашто ги спомнувам тие години? Затоа што имаш одреден прекин во издавањето на тие лиценци, кога тоа полагање за лекторски испит се префрли онлайн, кога падна на вистина премногу интересот за ваквото лиценцирање и повторно во 2017 година се врати назад на истиот начин на полагање за лекторски испит. Законот на огромно задоволство на сите се донесе некаде втора половина на јануар и од тогаш ги започнавме подготовките за припрема на се она што произлегува од самиот тој закон. Покрај задолжителното вработување на лектори во секоја институција, она што беше исто така голема придобивка и што е од тој закон е инспекторатот за македонски јазик, кој што правно се формираше, меѓутоа заради почетокот на изборите и заради неможноста да се именува директор на тој инспекторат, тоа ќе мора да почека по завршување на изборите, што значи дека правно во рамките на Министерство за култура, бидејќи тоа е инспекторат кој што ќе функционира во рамките на Министерство за култура, правилниците и сите пропратни документи и законски акти веќе се направени, консултирани се заедно со Советот за македонски јазик, со Министерство за правда и со сите оние релевантни институции, од каде што треба да добиеме мислења, меѓутоа веднаш после избори ќе се именува и директор на тој инспекторат кој што ќе може понатаму да ги направи сите процедури за да се дооформи тој инспекторат и да може да профункционира. Понатаму со самото функционирање на тој инспекторат, она се што кажувавме дека ќе се зголеми опфатот на инспекции, на теренски инспекции, на секаде онаму каде што треба да се почитува употребата на македонскиот јазик, ќе почне да си постапува, ќе почне да си функционира, затоа што тие беа двете најважни компоненти кои што фалеа, морам да кажам. Тоа е инспекторатот и присуството на лектори во секоја институција. Ние веднаш пративме со самото изгласување на законот укажување до сите јавни институции доколку немаат отворени слободни места за лекторат, тоа да го направат најбрзо преку референтните министерства. Дури ги задолживме министерствата позитивно да се произнесат по однос на барањата на институциите, затоа што тоа представува законска обврска. Знам дека имаше двоумење дали ќе имаме доволно лектори. Јас цело време укажував и уверував дека имаме доволно лектори, особено што откако започнавме со јавната дебата и со самата изработка на овој закон, се зголеми и бројот на кандидати за полагање на овој лекторски испит, што значи дека со овој закон кој што го донесовме после 1998 година, навистина е кренато на многу високо ниво заштитата на македонскиот јазик, употребата на македонскиот јазик и се она што подразбира правилно и законско употребување на македонскиот јазик на официјално ниво, на ниво на институции и на ниво на јазик кој што излегува во медиумите. Викендов имавте конгрес на СДСМ, бидејќи вие сте подпредседател на таа партија. Конечно излезе официјалната програма. Вие сте коносител во изборна единица 5. Таму од страна на опозицијата се калкулираше со името. Последно беше Ѓорѓија Сајковски, па сега е некој друг. Мислам дека смениле во меѓувреме. Исто така имаше и спекулации дека сте имали и кавги на конгресот. Може ли нешто повеќе да ни кажете, значи, за вашето соочување со контракандидатите од другите партии околу програмата на СДСМ во идниот период на предизборието која што ќе ја промовирате? Најпрво и дали имаше кавги? Најпрво да. Знам дека тоа беше едно актуелно прашање и морам да кажам дека апсолутно немаше никакви кавги. Тоа и самите имиња кои што беа спомнати веднаш го демантира, затоа што навистина сите партиски органи кои што во тој ден одржаа состаноци ги одржаа, состаноците беа во една многу пријателска атмосфера, демократска атмосфера, се разбира дека имаше разни дискусии, меѓутоа ниту една од тие дискусии не беше во насока да тоа некој да го напушти конгресот или централниот или така натаму. Токму затоа веднаш се реагираше. Конгресот, Централниот одбор, Извршниот одбор и дури и секоја можна дискусија која што се одвиваше во рамките на, така да кажам, и помали структури, беше навистина во позитивна насока, во насока на тоа да се подобри програмата, да се подобрат одредени аспекти од делувањето, од истапувањето, меѓутоа во ниту еден момент тоа не беше
направено за да некој се налути или да го напушти Конгресот. Токму затоа морам да кажам дека тоа можеби беа некои пусти желби на најверојатно на опозицијата да каже дека еве ние немаме демократски капацитет, дека не можеме да одлучиме, дека сме се расправале. Напротив, еве јас навистина мислев дека Сајковски го потврдиле како носител, меѓутоа не знам, во текот на вчерашниот ден видов друго име, можеби, значи очигледно таму има некои недоразбирања или се обидуваат да се ослободат од некои стари духови, па сакаат да се вратат. Изборната единица 5 они долго го оставија празна. Па токму затоа кај нив можеби има некои ледени несогласувања и не можат уште да се одлучат. Меѓутоа, како и да е, кога ќе се одлучат ќе кажат, имаат време кога треба да ги поднесат листите до ДИК. Од она што можеме да го видиме таму и мињата кои што и од самите органи на партијата истапуваат и ги кажуваат, па ги потврдуваат, па се премислуваат, јас би скоментирала многу едноставно, ништо ново. Тоа се лица кои што ние ги гледавме и порано, заплеткани во одредени скандали, лица кои што од изборната единица каде што доаѓаат апсолутно со ништо не придонеле да се подобри, да предложат некое законско решение, да предложат некоја одредена мерка. Туку напротив, во последните 4 години, односно во изминатите 4 години во тој парламентарен состав, од она што можеме да го видиме од опозицијата и од сите представници на не само мојата изборна единица 5, туку и сите изборни единици беа конструкции, невлегување на работа во собрание, негласање на закони. Дури морам да кажам дека одредени законски решенија кои што се понудија строго за изборна единица 5 или за мојот град, еве конкретно Битола или за Кичево или за Охрид, од нивна страна на прв чекор не беа изгласани, па потоа кога излезе во јавност дека тие не работат за граѓаните, за изборната единица од која што се избрани, се премислија, па ајде покажаа некако вид на конструктивност. Таму нема нов избор. Тоа се повторно истите политики на деструкција, истите политики на искористување на средствата на граѓаните, истите политики на работење само за лични интереси, да не се работи за граѓаните кои што ги избрали. Пред да одговорам за изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз, ќе кажам дека тоа се истите оние лица кои што кога во време на ковид им требаше помош на граѓаните, на секоја една категорија на граѓани, одбија да седат во своите канцеларии во собрание и одбија да гласаат за пакетите на економски мерки. И токму затоа, тоа морам да кажам дека нас како Социјалдемократски сојуз ни даде еден поголем мотив за да можеме да продолжиме понатаму да работиме на исполнување на нашите предизборни ветувања. Нашето предизборно ветување за просечна плата од 500 евра го исполнивме лани. Што значи дека не сега оваа година, туку го исполнивме лани. И токму затоа продолжуваме и велиме дека навистина не е недостижна цел, доколку ние кажеме дека просечната плата ќе биде 1100 евра и дека минималната плата ќе достигне 700-800 евра, што значи дека повторно фокусот е во граѓаните. Не ставаме бројки како што става опозицијата дека имаат 1198 проекти, бидејќи тоа асоцира на едно враќање во едни други времиња во кое што тие сакаат да не вратат, ве гледам и по реториката, и по изборните штабови, и по лицата кои што ги нудат. Туку ние ставаме акцент на граѓаните, на младите, на европската интеграција, на квалитетот на живот, на енергетиката, затоа што веруваме дека имаме капацитет и за понатаму да го подобруваме квалитетот на живот на граѓаните, дека имаме капацитет за да одговориме на потребите на младите со одредени мерки на младите, што како на пример секој млад граѓанин до 26 години кој што првпат ќе се вработи ќе добие одреден економски стимул, за да може дури да го постигне тоа ниво на работа и на плата, да може да има помош од државата, како што сега покажавме дека помагаме буквално на секој. Дека ќе одиме на системско покачување на пензиите, системско покачување на платите,
ќе продолжат да растат платите и во секторот кој што јас се уште го водам, односно сектор култура, ќе продолжат да растат платите и во сектор здравство, дека ќе одиме на подобрување на квалитетот на образованието, дека повторно ќе продолжиме да вложуваме во сопствените енергетски капацитети, затоа што имаме и тоа како поле за работа и со искористување максимално на енергетските капацитети кои што ги имаме и на сончевата енергија, бидејќи имаме навистина голем број на сончеви денови кои што можат да се користат. И токму и во тој дел направивме одредени законски решенија кои што му помогнаа на граѓаните да имаат олеснување и во инсталирање на фотоволтаици. Затоа граѓанинот е секогаш во фокус на нашите изборни програми. Не секогаш некои реконструкции или враќање назад во минатото, кога единствена цел било збогатување на поединци, а не да се гледа доброто на сите подеднакво. Јас ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и вас. Пријатен ден и на гледачите. Се гледаме во следниот вторник.